Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден! Почитувана министерке за труд и социјална политика, господја Јагода Шахпаска. Почитуван господин Роберт Алагјозовски, национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка во владата на Република Северна Македонија. Почитуван градоначалник господин Горан Трајковски. Почитувани гости, драги разловчани, со посебна гордост денеска Делчево и славното Разловци ја одбележуваат 145 годишнината од Разловечкото востание. На овој ден се потсетуваме и го славиме непокорот и вечната борба за слобода, која храбрите разловечки востаници први ја започнаа во 1876 година и востанието го одбележаа како прво вооружено востание против турските зулуми и востание за слобода. По тој повод, Општина Делчево со Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров и Културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево, а со подршка на Министерството за култура, организираат пригодна културно-уметничка програма, која поради актуелната пандемија е во скратено издание и согласно со протоколите за заштита од COVID-19. Почитувани присутни, почитувајте ги актуелните препораки за заштита од болеста COVID-19. Односно, задолжително ставете ги заштитните маски за лице и држете растојание од 2 метри. Пред да ја отвориме програмата, го поканувам градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, да ви се обрати. Повелете, градоначалник Трајковски. Почитувани присутни, Разловци е мотивот кој инспирира и обврзува и те прави горд што потекнуваш од овој крај и мотивира да работиш посветено за да го одржиш жив аманетот на храбрите востаници, кој еден несомнено тежок период од македонската историја јасно кажаа не на теророт, неправдата, испратејќи порака за слободно Разловци, без терор и понижување. Разловци во слободна македонска држава. Почитувана министерка за труд и социјала господја Шахпаска, почитуван господине Алагјозовски, национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка. Ни направивте голема чест што денеска заедно ја одбележуваме годишнината од првото вооружено востание, запишано со црвени букви во прединдепендентскиот период. Но пред се изразувам благодарност што со вашата поддршка и поддршката од владата предводена од СДСМ успеавме да реализираме клучни проекти кои значат подобар квалитет на животот на жителите на најоддалеченото село во Делчевската општина. Испишуваме историја и се посветуваме на инклузијата на дечињата од најрана возраст во рурална средина, инвестирајќи во раниот детски развој и внесувајќи нов момент од воспитно-образовниот процес на дечињата. Подршката од Министерството за труд и социјална политика и министерката Шахпаска несомнена и денес веќе имаме градинка во Разловци која наскоро ќе ги отвори вратите за дечињата. Исто така, спомен домот кој што го чуваше споменот на Разловечкото востание, повеќе нема да е срам за разловчани, туку напротив, овој значаен објект, архитектонско чудо на познатиот архитект професор доктор Ѓорги Константиновски, ќе го возобнови својот лик и со задоволство информирам дека од денеска започнуваат градежните работи за санација на кровната конструкција, со што ќе се спречи пропаѓањето на објектот кој што беше така оставен без кров повеќе години. Средствата за санација ги обезбеди Министерството за култура, за што изразувам голема благодарност на министерката Ирена Слевковска и националниот координатор во владата Роберт Алагјозовски и верувам дека оваа прва фаза за санација ќе има свое продолжение наредните години, за да се врати сјајот на гордоста на Разловци.
а обврската на разловчани е да го чуваат домот и достоинствено да ги отварат вратите на секој добронамерник, кој ќе сака да го види сведоштвото за бурниот прединиденски период. Почитувани пријатели, драги разловчани, со посебен питет секогаш зборувам за славното Разловци во 1876 година, за разловечкото востание, но сакам да зборувам и за сегашноста и за идината. Годините минуваат, спомените се запишуваат или изгледуваат, но мојата цел како градоначалник е да оставам беле, да донесам развој во секое поле и верувам дека овие мои искрени намери се препознаваат и ќе дадат плод. Изминатиот период решававме деценијски проблеми во ова село. Градевме патна инфраструктура, го решивме проблемот со недостигот на вода, проблемот со наводнувањето, со комуналниот отпад, за прв пат поставивме контейнери за отпад. Наскоро ќе започнат градежни активности за изградба на локалниот пат Делчево Работивиште, со што ова село добива нова патна алтернатива. Свесен сум дека има уште работа во селото, но верувам дека со посветена работа и наредниот период ќе продолжиме да ги затвараме и другите отворени прашања и ќе одговараме на потребите на граѓаните. Почитувани пријатели, максимално сме вложени во подобрување на условите за квалитетот на животот и немаме двојба кога е во прашање квалитетот на животот и патот по кој што ќе се движиме. Ние како потомци на овие храбри востаници сакаме европски вредности, држава светски призната и рамноправна која што ќе биде рамо до рамо со нашите европски пријатели. Да сте здрави и живи, нека ни е за многу години празници. Брате Делчево да днес, како ми се овај старо Делчево ми пратија видео. Благодарам, господине Трајков. Денес ми представува посебна чест што на оваа јубилејна годишнина од востанието меѓу нас и представници од владата на Република Северна Македонија. Ја повикувам министерката Шахпаска да се обрати. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Делчево, господине Горан Трајковски. Почитуван господине Алагјозовски, почитувана пратенички во законодавниот дом господја Сонја Михайловска, почитувани разловчани, драги пријатели. Ми представува големо задоволство и чест да присуствувам на одбележувањето на 145 годишнината од разловечкото востание, кое оваа година се одбележува под мотото Делчево го чествува аманетот. Разловечкото востание има посебно значење за македонскиот народ. Со него започнува организираната борба против неправдата, угнетувањето, теророт врз македонскиот народ за време на петвековното османлиско робство. Разловечкото востание е символ на непокорот на нашиот македонски народ и предвестник на неговата борба за слобода. Тоа е првото организирано востание против Османлиската империја во периодот пред Великденското востание. Извојуваната победа траеше 20 дена, заврши крваво, но пораката која востанието ја испрати кај македонскиот народ е многу силна. Денес сите ние стоиме исправено, гордо и му даваме почит на обстојани на останатите разловечки востаници кои пред 145 години храбро и бестрашно ги положија животите за слобода. Се жртвуваа за иднината на генерациите бони и за секогаш се грабија во темелите на македонската држава. Почитувани, нашата историја е полна со вакви херојски дела кои му даваат смисла и цел на нашето постоење. Токму заради непоколебливоста на нашиот народ, нескршливоста на неговиот дух, денес Република Северна Македонија е слободна, независна и современа држава која одлучно чекори кон големото европско семејство. Земја полноправна членка на најголемиот воено-политички сојуз НАТО. Секое време носи свој предизвици, секоја генерација има свој битки, секој чекор напред има препреки. Оттука нашата одговорност како граѓани, како политичари и носители на одлуки е огромна. Пандемијата со COVID-19 е светски, економски, но пред се здравствен предизвик, пред кои најмотните економии беа ставени на тест.
За нас, како влада, два предизвици беа приоритетни. Зачувување на секое работно место и поддршка на граѓаните, но пред се ранливите за полесно да ја премостат кризата. Успеавме со јасно дефинирани и навремени 6 пакети на финансиска помош да спасиме повеќе од 80.000 работни места. Дополнителни 6.500 домаќинства влегоа во системот на социјална заштита, добивајќи гарантирана минимална помош. Финансиски ги помогнавме невработените, пензионерите, самохраните родители и останатите граѓани. Сега, наш предизвик е процесот на вакцинација, кој ќе ни помогне да излеземе од пандемијата и сериозно да започнеме со опоравување на македонската економија и враќање на нашето нормално секојдневие. Инвестираме во квалитетно инклузивно образование, почнувајќи од предшколска возраст, како што е примерот со детската градинка во село Разловци, прва од ваков тип во општина Делчево. Отворивме досега 12 детски градинки за неполни 9 месеци, а за новозрасните обезбедуваме пристојни услови за сигурна и спокојна старост. Инвестираме во нови фабрики, во нова патна инфраструктура, во дигитализација на услугите и производствените процеси. Концептот едно општество за сите станува реалност. Република Северна Македонија е држава на сите граѓани со еднакви можности, права и пристап до сите ресурси. Ова се нашите битки кои ги војуваме за идните генерации, за просперитет на иднина, таму каде што ни е местото, како полноправна членка на Европската Унија. Ви благодарам и за многу години да го чествуваме празникот. Бидете ми здрави и живи! Благодарам, министер Геша Паска. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, во чест на сите храбри и загинати борци, учесници во Разловечкото востание и за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава. По повод 145 години од Разловечкото востание, свежо цвеќе пред спомен плочата ќе положат делегација на општина Делчево и делегација од владата на Република Северна Македонија, организации и институции, политички партии, друженија на граѓани и други. Нека повелат.
Che ispira pesma, pensioneri. Kako je? Dobro da ste. Dobar den, добре дошли сите. Милите, хай. Neću. Meni da sude po moreja. Сега Кje se spora danas čovjek kaže? Разловчани се Малешевци. Ринот ги били. Мислам отракав народ, како да ви кажам. Повеќе на Малешевски. Нели, Малешевци се. Порано на времето кога нема вода. Тоа со дрвјата тоа што. Кружното тоа горе. Колку години стара црквата? Која година е разградена? Да, да. Аж на повеќе од 200, да. Само е ниска направено. Галеријата колку не е веруваше ниска под патот да види. Гледате колку е онај ефект преобоено и дрвото што е на градата на. Тука се качува кон може да видите. Не знам како се мисли. Да. Многу Ова треба цело да се разгледа. Да, добре. Тајна смо верували на млади луѓе што гледаат пресите. Остана само на само неговото.
И тоа меѓутоа е оградата на терасата. Ова да го имаме. Супер, многу убаво. Само се дојавите. Дека го познавме? Тие се почнали црквата, тие се се. Честували кој почна црквата. Ова се исто од тогаш играме се запрење книги. Не, това, тие книгите се од почетокот. И таму има, това си го правиле пред 2 години. А книгите се таму што од почетокот почнала црква. Добро, одиме? Да, готово. Одиме, ајде. Министерке. Во знак на благодарност за поддршката за развој на Разловци и општина Делчево, за почита на споменот што љубоморно се чува во Пијанечко-Малешевскиот регион, општина Делчево доделува благодарници. Го поканувам градоначалникот да ги додели благодарниците. Министерката за труд и социјална политика, господја Јагода Шахпаска, за посебната грижа и поддршка што ја доби Разловци за отварање на детската градинка во селото, што е и прва градинка отворена во рурална средина во општина Делчево. Господин Роберт Алагјозовски, национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка во владата на Република Северна Македонија, за перманентна поддршка на општина Делчево на полето на културата. Национална установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров Делчево. Културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево. Планинарски спортски клуб Голак Делчево. Подрачно училиште Свети Климент Охридски Разловци. Сдружение на пензионери Делчево. Самостоен уметник Зенил Реджепов Стручник.
Разловечкото востание е нашиот аманет. Гордоста што сме потомци на храбрите востаници секогаш е инспирација. Посебно за учениците од подрачното училиште Свети Климент Охридски. Од традиционалниот литературен конкурс денеска ги издвојуваме творбите на Кети Џаџовска, Јована Џаџовска, Ангела Џаџовска и ликовните дела создадени од учениците од ова училиште. Нека повелат. Беше тоа далечната 1876 година, кога македонците немаа своја јас, кога турското робство траеше цели 500 години, а македонскиот народ немокен, мал и без ничија поддршка, мораше да се соочи со многу темаки и неправди кои не ги направија. Но разловчани сакаа да стават точка на ова, па го кренаа востанието. Па така, утрото 20 мај 1876 година, околу 6 часот наутро, кога сонцето полека и се посилно почна да грее, востаниците полека, но сигурно тргнаа да го спасат својот народ. Турците беа посилни, но желбата за слобода на нас беше уште поголема. Се бореа многу кратко време и не успеа да ги победат. Но сепак овој храбар потек ги поттикна сите други народи храбро да се борат за нивната слобода. Уште пред да почне востанието, Димитар Беровски им нареди на Недела и Станислава да ни извезат убаво знаме со разјарен црвен лав, со жолто-златна подлога и на неа со црен конец, со убави букви извезале Македонија. Откако се заврши востанието, се сетија да ја додадат и црвената подлога, црвена, како крвта на востаниците пролеана за слобода. И сега тоа исто знаме гордо го вееме. Честа е огромна да се порасне во духот на храбар народ. Па затоа јас гордо можам да кажам дека носам востаничка крв. Разловечко востание. Свиткано во падините на Голак, мирно и тивко беше моето село. Беше, додека турците не дојдоа. Во тишина оружје собраат да ги избркаат турците појдоа. Не се плашеа тие од турците клети. Затоа преку ноќ востание кренаа. Имотите ги продадоа оружје да купат, турците да ги избркаат мирно да спијат. 1876 година беше испишена историјата за тој народ. Најголемиот успех за разловчани. Разловечко востание. Далечно 1876 беше. На Алиман никој ништо не можеше да му рече. Обстојан не се плашеше пушка в раце да земе, па го продаде сиот имот што го имаше. Не се плашеше тој од последиците тешки, туку се плашеше ќелраката да не му обезчести. На Недела и Станислава задача важна им даде, знаме да извезат за востанието идно. Пушките на рамињата ги ставија, патот да ги истераат турците го исправија. Скромно и достоинствено денес одбележуваме 145 години од разловечкото востание и се поклонуваме пред жртвата и аманетот на храбрите востаници. За крај на програмата, изворна музика во интерпретација на пејачката група и оркестар на Сдруженијето на пензионери од Делчево. Повелете!